Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, јас во старт да кажам дека како и сите во оваа сала, како и сите пратеници, го поддржувам покачувањето на минималната плата, но ме иритира тоа што ова покачување на минималната плата не е резултат на доброто економско работење на владата, не е резултат на создавање добри економски услови, параметри, бројки, бидејќи кога ги гледаме сите статистички податоци, тогаш ќе забележиме дека назадуваме. Дека немаме никаков успех во економијата, нема реализација на капитални инвестиции, нема странски инвестиции, директни странски инвестиции, впрочем по кој сме на дното во регионот. Некои држави, еве ќе ја наведам како пример Република Србија, за 15 пати повеќе имаат директни странски инвестиции. Она што го кажувавте кога го носевте и буџетот за 2022 година, дека ќе има инфлација која во тој момент беше на 3%, а дека ќе бидела на 2,4 или помалце на 2,1%, сега во моментот имаме близку 7%. Ви велевме дека целиот ваш концепт и дека целиот буџет е само една желба, дека сето се заснова само на лага. Вие овде не убедувавте во спротивното, но еве, не цел месец после тоа гледаме дека сето тоа се остварува. И ја покачувате минималната плата, како што кажав, не како реален напредок на економијата, туку како сламка за спас на вашата партија, која тоне на сите рейтинзи, која доживеа катастрофален дебакл на претходните локални избори и како кислород малце да земи воздух новиот председател кој си го донесовте како да е со сина крв, кој ни членството не ви го познава. И као еве сега новиот премиер ја покачува минималната плата, па така некако ќе пробаме да го креваме рейтингот и на премиерот и на Социјалдемократскиот сојуз. Но реалноста е сосема друга. Од она што, како став на владата околу покачувањето на минималната плата, го прочитав, се сложувам само со едно. Согледувајќи ја економската ситуација во која што се наоѓаат сите граѓани и граѓанки. Но кој не донесе во таква катастрофална состојба? 5 години сте на власт. И немало пари, сега се буните, предлагате само минимална плата до 18.000 денари и после овдека очи си копаме на барањето на опозицијата да одат покачувањето на платите скалесто, што е и законски, што и со закон е утврдено. Зошто? Затоа што знаете дека и ова сега што ни го нудите, што му го нудите на граѓаните, е со пари што ги немате. Со пари кои дополнително ќе се задолжувате. Имено во самиот буџет за оваа година имаме дефицит од 540 милиони евра, кој сигурно после ваквите параметри, после никаков раст, ако и предвидувавте дека ќе биде 4,6%, ќе биде уште понизок, со ваква инфлација сигурно дека ќе биде дефицитот во буџетот многу поголем. Ланскиот ми беше 630 милиони евра. Пари за исплата на плати немате. Пари ќе треба да се задолжувате дополнително, за да може да ги исплатите овие субвенции кои му ги ветивте на работодавците, а за кои работодавците и се плашат дали ќе му бидат исплатени. А пари секако има. Но знаете кога и како ќе има пари? Кога ќе прекинете да крадите, односно вашата влада. Ќе прекине со договорените тендери, ќе прекине со правење ршум во рек Битола, ќе прекине со крадење во сите министерства. Тогаш
ќе има пари. И затоа, прифатете ја. Прифатете го она што го нуди опозицијата, прифатете го овој амандман и да одиме да исполниме сите плати по колективните договори, да има скалесто покачување на платите, бидејќи ќе доживеете втор удар многу поголем од онај кој сега пред некој ден, пред да се донеси овој закон за минимална плата, го доживеавте со протести, но сега ќе бидат протестите многу поголеми. Бидејќи ќе дојди да ви протестира целата администрација, ќе дојди пред вратите на владата да протестира целиот македонски народ. Бидејќи ќе ги изедначите со најниската плата и оние со високо образование, и оние од УПОС, и сите, зошто? Само да се направи една реклама, еден популизам, еве ние се залагаме за повисоки плати на работниците. А во реалноста е друга, цело време народот се оплячкува, се ограбува, се граба од секаде, од кај што се може, колку се може и колку не се може. Ви благодарам.